На 14, односно на 1 септември, според црковниот календар, ќе се сретнеме со изразот начало на индиктот. Што значи овој израз? Накратко, латинскиот збор индикт значи определба за висината на данокот за одржување на војската во траење од 15 години. Со текот на времето, зборот индикт престанал да ја означува определбата и почнал да означува период од 15 години. Времето се мерело со индикти. Светиот цар Константин е првиот кој за официјално сметање на времето го определил индиктот што почнувал на 1 септември. Црквата го прифатила овој систем на мерење на годините. Со време се издвоиле два индикти, византискиот и папскиот, кој почнува на 1 јануари. Црковната нова година пак започнува според византискиот индикт на 1 септември со божествена литургија. На безрадосното световно опкружување, помеѓу кое неретко црквата живее, овие сваќања возможно е да му изгледаат апстрактни, бесмислени. Станува збор и за културолошки разлики, бидејќи за таквото опкружување се што постои, времето го носи во смрт, токму како митот за Хронос кој ги јаде сопствените деца. За православните христијани денес е денот на Воскресението, првиот ден на новото време, на новиот живот кој заблеска од гробот, време во кое смртта онтолошки е укината. Православието е и чувство за времето кое престанува да биде поврзано со смртта. Зар не е литургијата со која почнува индиктот безвремено време? Зар не е оданде страна радост, воплотена во нашето секојдневие? Да, станува збор за соборен, евхаристиски начин на живот, кој е надминување на ограниченоста на времето. Ви посакувам крепко здравје и творечка нова година.